Би ја поканила втората говорничка, примариус доктор Славица Газис-Кнежевиќ, психијатар, семеен и системски психотерапевт и супервизор, која што ќе се осврне како од заедничко старателство до функционално родителство и по развод на бракот. Примариус доктор Газис-Кнежевиќ, повелете. Само презентација. Почитувани организатори, дајте ми го се микрофон, ќе се сетам јас да видам, макар да сум јас доста глас. Организација значајно за поврзано со тема заедничкото старателство. Можност да слушнам интересни ставови на кои што веќе зборуваа пред нас. Јас би сакала да ве замолам да размислуваме малку пошироко, иако сме сите насочени кон правата, да размислуваме и за родителите, луѓе кои што се сведуваат заради тоа што се децата и родителите целина, да очекуваме дека она што ќе се случува со децата нема да има никаква врска со родителите и покрај тие мора и треба да се насочат, мораме да размислуваме малку и за тоа што се случува со тие луѓе и презентација во еден дел ќе биде посветена да ве малку потсетиме тоа што се случува ни, што све тие поминуваат и на кој начин нив можеме да им помогнеме да прво се грижат, затоа што грижејќи се за себе ќе може да се грижат и за своите деца. Се започнува на еден многу интересен начин и се најчесто како вовед во она што се вика брак. И ако погледнеме во таа фаза, луѓето влегуваат во брак најчесто две перспективи, две видувања. Имаме мој брак, твој брак и треба да изградиме а да не зборуваме што ни е познато дека влегувајќи во бракот, луѓето најчесто со себе го носат багажот на своите семејства. Во таа перспектива се вградени сите нивни перцепции за тоа како треба да се функционира во брак, како треба емоционално да се однесуваме едни кон други, да се ангажираме, па ако сакате и како треба да иде сексот кој што е исто така значаен и без кој јатно не би дошле до она што а тоа се децата. Меѓутоа, сето она што ги носи како луѓе имаат своји различни видувања, влегувајќи во брак, станува многу очигледно кога брак е до момент на разводот, затоа што тогаш повторно ги имаме различните перспективи. Она што е исто така многу значајно, тоа е дека партнери влегуваат и партнерски однос, меѓутоа многу брзо тој партнерски однос со доаѓање на децата надгради со нешто што ќе биде многу значајно, а тоа е дополнувањето на партнерската релација со уште една и имаме сега двајца луѓе што треба да функционираат и тие две нивоа да ги направат со јасни граници кои што очекуваат не би требало да пречекоруваат. Значи, она што се случува во партнерскиот живот не би требало да биде дел од родителствувањето, од родителската дијада и обратно. И морам да кажам дека е тоа наша посадна ситуација, која што може би ја гледаме кај некои партнери и родители, меѓутоа луѓето што нас доаѓаат најчесто ги имаат преминато овие граници и ги имаат по улогите измеѓу тоа што значи партнер, па вие често пати ќе видите дека кога како партнери не се или кога се во конфликтна релација партнерско ниво, тоа брзо за своето родителствување и што јас да биде така, тоа е нашата реалност, затоа што сме сите ние луѓе, па и родителите, нели и сите други. Меѓутоа, ова е практично основата на она што значи постродителство, односно постразводно родителствување и на кој начин може да им се помогне на луѓето да во периодот после разводот
да се грижат освен за себе и за своите деца, затоа што јас не верувам или не сакам да верувам дека има родители кои не си ги сакаат деца, меѓутоа факт е дека најчесто во таа взаемна партнерска битка некаде ги ставиме децата да бидат жртвите и да тие бидат оние кои што ќе ги почувствуваат најжестоко последиците. И како што реков, кога зборуваме за разводот, повторно имаме две перспективи. Едни од нашата пракса што успеваат да се договорат, а статистика дека спогодбениот развод е четврт разводите. Светската статистика во Македонија не знам дали е така. Меѓутоа, ако кажеме само од секој четврти брак спогодбено се разведува, тогаш 3 други брака кои што ќе имаат потреба од стручна помош, односно каде што институциите ќе треба да мериторираат, таму каде што двајцата луѓе кои што заеднички донеле одлука да влезат во брак, не може да донесат и заедничка одлука за излегување и на кој начин да излезат. Тоа се повторно празната за моја идеја за развод, твоја идеја за развод. Едниот мисли дека е време, другиот мисли дека се уште треба да се залага и да се работи на одржување на бракот. И таа појана битка за моќ, чива ќе биде последна, што ќе се случува, несто ги отежнува разводите и се прелева и на оно што останува после, тоа е правењето на децата. Јас само сакам да подсетам дека повторно со статистиките на секој развод му престои најмалку 2 до 3 години дисфункционален. Така велат. И јас верувам дека е тоа така, иако луѓето понекогаш се шокирани од дека треба, особено еден од партнерите кога ќе им соопшти другиот партнер дека не може понатаму и мора да прекине разводот. Меѓутоа, она што сакам да ве поттикнам да размислуваме дека иако е разводот само личен проблем на двајцата луѓе, тој брзо се претвара во судски процес и во сето она што на крај може да заврши како фарса, особено за нивните деца. И некаде се цени дека околу 1 до 3 години се потребни постразводно за обување, за да можат да дираат возрастните и да можат да пофункционираат и да станат функционални родители. Видете, јас ова не го кажувам затоа што сакам да ги амнестирам роднивната одговорност. Јас само сакам да ви помогнам да видите дека паралелно со помошта на децата потребна е помош и на возрастните, зашто сето она што разводот е многу слојна приказна, а тоа се нели некои фази кои што не е ни важно. Меѓутоа, една од важните работи е дека разводот е загуба за двајцата партнери во кои што нема ритуали на оджалување, како што ние велиме. А тоа значи дека е уште посложена ситуацијата. Дека ќе загубите драга, можете да низ ритуалите го оджалувате. Можете да го односно разводот низ ритуали. Не можете да имате место каде што ќе идете па ќе плачете и ќе викате јас се сеќавам, просто не ви е ни дозволено да го тоа направите, и тоа уште повеќе ја отежнува состојбата на возрастните. Од друга страна, заради бројните нивоа кои што се случува кумулативен, не знам дали знаете, после смртта ти е највисоко рангуван по својот стресен ефект. Втори е по физичката загуба. И потоа ние велиме дека треба да се справуваат со сите тие последици кои што со кои што се среќаваат. Јас само ќе ви ги набројам овде када ги видите нивоата на развод, колку се тие, тоа знаеме развод ќе кажат, па добро дека идат па ќе се разведат, па не функционира бракот, па што? Меѓутоа бројни се процесите и на прво место емоционалниот развод како велиме, а тоа е за партнерската приказна. Значи да можат некаде да почнат да се доживуваат како ние викаме како бивши, за да можат да сегашни и за да можат да се адекватно грижат за своите деца. И кога ќе го погледнеме сето ова, ќе видиме дека ако тоа станува правосуден настан, тоа е уствари би требало да биде само на криза. Меѓутоа, од друга страна мораме да знаеме дека е разводот болен процес и дека наша задача, помагајќи им на луѓето да поминат низ процесот на развод, не е да им ја олесниме ситуацијата во смисол да ги направиме да се чувствуваат среќни и задоволни. Оти кога имате загуби, многу е тешка таа ситуација, дури и при најсложените работи. Меѓутоа мораме да им помогнеме да се разведат на начин, да научат
кога се децата присатни, да станат колаборативни родители, да станат луѓе кои што ќе се почитуваат, да станат луѓе кои што ќе соработат помеѓу себе, добие патолошки демензии самиот развод и тоа да се прелее на децата. И како што гледате, кога ќе тргнат да се разведуваат како партнери, тоа брзо се прелее и на родителската приказна. Што веќе го слушнавме и од професор Алева и од претходните излагачи, имаме приказна во која што, иако е бракот разведен, битката продолжува. Битката продолжува преку децата. И продолжува на најжесток можен начин. Кога ќе тргнат двајца родители да се расправаат и да го својот конфликт разрешуваат децата, тогаш имаме погубни ситуации во кои што децата, како што кажа професор Алева, таа ситуација, затоа што разводот сам за себе најчесто не е проблем на децата, ако родителите тоа успеат на адекватен начин да им го понудат, ако успеат да им обезбедат сигурност, затоа што ќе видите дека освен што немаме развод на родители, само имаме и трета перспектива на разводот, потреба на децата за стабилност, потреба на децата за предвидливост, потреба на децата за сигурност, за конзистентност и да ги заштитиме од конфликтот на лојалност. А тоа е приказна која најчесто се случува. Да децата заглават во конфликт на лојалност. И како што вели, јас се извинувам, јас сум психијатар, па сум малку слободоумна во своите размислувања. Србите имаат поговорка која што вика како и да се свртиш, нешто ти е од позади. Така и децата, што и да направат, никогаш не можат да ги задоволат потребите на родителите. Ако застанат на страна мајката, ризикувато се наљути на нив. Ако застанат на страната на таткото, ризикуваат мајката. И кога дете ќе се доведе во конфликт на лојалност, тогаш е тоа ситуација која е многу тегобна, ситуација која си голема напнатост и децата многу за да се избават од таа ситуација мора да направат своја трета перспектива заради тоа што е тоа прилично макотрпна соба. Нели? Она што од друга страна нас ни е важно да родителите постразводно им помогнеме да ги зани, почнат да се грижат за своите деца и во текот на разводот, но и постразводно, питуваат своите деца. Она што ние велиме да се направат што е можно помалку промени, односно да не ги изложуваме на нови загуби. Денеска спомна дека се грижи за таа, ако детето го гледа двајцата родители до моментот на разводот или сепарацијата која што претходи, имаме потоа погубна ситуација, детето со месеци не да го види својот родител. Зборуваме за што помалку промени и во однос на можноста да децата продолжат да се остваруваат контакти безбедно, без да мораат за другиот родител, личните контакти продолжат да ги остваруваат, за да можеме да обезбедиме број на губитоци и уште повеќе за да не ги вовлечеме во погубните улоги они ги имаат. Ова ви се веројатно на оние кои што сте поминале низ овој процес познати ситуации. Од индоктринација, инструментализација, фаворизирање, дисквалификација, фрлување и веројатно во тие моменти, иако е родителската улога важна за секој родител, некаде таа улога се засенува пред личната и личното страдање за взаимната битка. Во моментов ние имаме приказна во нашата држава еднострано родителство или тоа раздвоено родителство, ние го викаме така, го нема во законот, а тоа значи да децата се поделат како шифонјери и шпор. Едното дете на едниот родител, другото дете на другиот родител и она што да делува лек децата да се задржи детскиот субсистем, односно сиблинг субсистемот заедно не и децата заради XY причини дојдат во нова фаза на загуба, да освен што ќе го загубат контакт едниот родител го губат најчесто и контактот со својот сиблинг, односно брат или сестра. Значи, она што ние денеска разговараме е третата можност, а тоа воведувањето или втората можност воведувањето на заедничко старателство како можност за функционално родителство. И јас ќе кажам дека низ ова е идеја која што ја
sam i odavna ja podržuvam i mislim дека je тоа добра иницијатива, но некако можност за исклучување, како можност за надополнување на она што сега го имаме, заради тоа што на вистина начините на кои што институциите денеска, јас нема да навлегувам воопшто во тоа што стои нивната одлука да функционира, определуваат сати и минути за гледање на едното дете со, меѓутоа начинот на кој ние мислиме дека им помагаме на децата, воопшто не им помагаме. И ако нешто треба да се промени, без оглед што 2 години иницијативата трае, тогаш треба да се таму. Нешто што можеме да го направиме пред да ги смениме законите. Значи, тоа нешто мора да претрпи ревизија, заради тоа што е недопустимо да ние имаме празна дека дете може да се гледа 2 сата под супервизија месечно од родител и тоа некогаш се претвори во 2 пати годишно уместо еднаш месечно. Така да јас мислам дека од што треба прво да започнеме и што е изводливо. Говориме за заедно старателство. Јас сакам да кажам дека родителите би морале да им помогнеме да разберат дека ако е можно, не треба да ги променат живењето, ако е можно, не треба да го променат училиштето, ако е можно, затоа што сето тоа им пружа дополнителна сигурност во помиња на разводот, на бракот на родители. Ако е можно, затоа што тоа ќе значи добра социјална мрежа од своите врсници. Ако е можно да се обезбеди што по-чести контакти со своите роднини кои што можат понекогаш да им значат еднакво или да не кажам поважни од родители. Баби, дедини, тетки, војни. Заради тоа што она што се случува, ние одеднаш им ги сечеме сите ранки на децата. Значи имаме прво кое што ќе го преполовиме на пола, на едната страна ги имаме сите можности да имаат право и кумови да ги гледаат, а на друга страна имаме приказна да не можат не само родителот, него и сите нивни роднини да ги. Она што е исто така многу важно е да се обезбеди и во постоечкото законодавство, додека не се случи, да децата имаат можност особено година после разводот, што почесто, а пократко да се гледаат со родителот кој што е нерезиденцијален, со оној со кого не живеат. Ако може секој ден и секој ден. Саат време. Значи тоа е право кое што обезбедува психолошка стабилност на децата, а не еднаш месечно 3 сата или 5 сата. Тоа е можно почесто, ако нема друга можност, видувања, меѓутоа почести видувања. И секако она што треба да се обезбеди во денешното законодавство, начин колку како ќе се гледаат и под кои услови. Ако сакаме функционално родителство низ призмата на заедничко старателство, тогаш мораме да обезбедиме да луѓето го завршат својот развод. Оти ние имаме развод, меѓутоа со години трае битката која што јасно ви покажува дека разводот не е завршен. Значи мораме да им помогнеме на возрастните, мораме. Би било добро кога е систем во кој би им помогле да ги раздвојат тие 2 улоги и да работат на завршувањето на емоционалното најчесто завршување на разводот. Потоа да се обезбеди да родителите ја прифатат родителската улога на оној другиот родител. Приказни во кој што родител смета дека со разводот другиот детето не дека не треба, не дека не мора, дека апсолутно не е важно постоењето на другиот родител и заборава децата освен биолошки и психолошки пола мама, пола тато. И да ние го бришниот родител, бришеме половина од детето во нивната психолошка структура. И она што е исто така да им помогнеме да од таа позиција на завршен развод и од таа позиција на прифаќање на родителската улога е трајна. И мртов родител нема замена на родителската улога, таа е доживотна улога. Кога тоа ќе го обезмогнеме да они станат колаборативни, да станат соработници, да бидат компетентни, а да не бидат компетитивни помеѓу себе, тоа што во битката јас сум подобар, ти си полош, децата најчесто бираат тоа е да не ги слушаат едниот ни другиот и да почнат своја глава размисли кој понекогаш може да биде прилично сложена ситуација. И она што исто така нема конкуренција во родителствување. Значи, ние мораме да обезбедиме, односно би било добро да обезбедиме колаборативност. И јас мислам дека сите овие заедничкото родителство, ако се паралелно работи и со родителите да им се помогне да ги правила и да почнат да ги практикуваат, ќе дадат далеку подобри резултати за децата од она што денес имаме. И јас ви благодарам на
примариус доктор Славица Гагариц-Кнежевиќ ви благодарам за оперативното излагање, за тоа што не подсетивте на уште една димензија, тоа дека на оваа проблематика треба да гледаме од поширок аспект, односно треба да гледаме и од аспект на самото родителство, односно креирањето на функционално родителство и по развод. Односно перспектива на разводот и предпазливоста да не дозволиме инструментализација и индроктринација на децата од страна на во меѓусебните препирки на родителите во текот на разводот и после, како и да овозможи комуникација на децата и со поширокото семејство, односно другите роднини, баби, детки и така натаму, се со цел да се обезбеди психолошка стабилност на децата и би го потврдила оно што ви рековте, нема конкретност во родителството, само во интерес на децата треба да обезбедиме кооперативност со работа.